Во првите 3 месеци од годинава, владата ќе испрати законски измени до собранието, со кои ќе се зголемат казните за маркетите, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Според најавите од Министерството за економија, од сегашните максимални 20.000 евра, глобата би изнесувала 200.000 евра. Премиерот Мицкоски изјави дека владата не сакала веднаш да казнува, туку прво се обидела со предупредување и апели. Но како што рече, дел од трговските ланци не го смениле своето однесување. Продолжиле со нефер практики, само што сега ги прикривале со други имиња. Се обидуваат да ги видоизменат тие нефер трговски пракси за производот да добие подобро место на рафтовите, да биде повизибилен и така натаму. Па тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга, услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полека, но внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки. Како велат нашите поискусни и повозрастни, велат на човек со сила не можеш да му дадеш. Така што ако тие не може да ја препознаат пораката и упорно нивен главен интерес е профитот на сметка на граѓаните, тогаш ние како влада и како институции немаме друга опција освен да ги заштитиме интересите на граѓаните. Мицкоски не одговори дали станува збор за истите маркети за кои претходно беше утврдено дека биле дел од картелско здружување. За тој случај рече дека од времето на претходната власт и дека оваа влада само го процесуирала. Земјава од поодамна се обидува да стави ред со цените во маркетите. Законот за нефер трговски практики стапи во сила пред година и пол, а очекувањата беа дека ќе следи поевтинување на 2500 производи за 10%. Тоа не се случи. Цените не паднаа ни по законските измени со кои трговците беа обврзани да ги објавуваат цените на сите производи на нивните веб страници. Последно замрзнување на маржите имаше лани, откако во обемни контроли пазарните инспектори откријат двоцифрени маржи и кај маркетите и кај дистрибутерите. По завршување на ограничувањето беше направена анализа на базичната инфлација, но таа не резултираше со мерки против поскапувањето. Државна статистика пресмета годишна инфлација во ноември од 4%. Колкава била во декември, ќе се знае во четврток. Мартин Арсов, Сител телевизија.